од што како вице-премиер и како влада сте задоволни дека сте го направиле во овој изминат последен период? А што не? Значи, јас се гордеам со низа на работи. И морам да кажам дека веројатно тоа е начинот како што јас у животот сум работел. А тоа е дека кога ние ќе се избереме и го викам носители на функции. Јас сум само носител на функција во одреден момент. Ние треба да испорачаме. Што да испорачаме тоа Што испорачаме? Ние сме ветиле дека ќе испорачаме минимална плата на нивото на кое што сме го ветиле. Во програмата на кое што јас и моите колеги ја пишувавме во предизборната програма, ветивме дека минималната плата во 2024 ќе биде 20.000 денари. И ја мислам дека скоро година дена ќе биде испорачена. Просечна плата 34.000 денари. Денеска неделава Државната завод за статистика излезе со податок дека просечната плата последниот месец е 33.200 денари. На година и пол пред избори. Второ испорачано. Зголемени пензии, тоест направена методологија за зголемени пензии. Во една година зголемени пензии за 10%, наредната година уште ќе има најверојатно според сите проекции, според методологијата, дополнителни за 6 до 7%, не ме фаќате за збор затоа што податоците во март. Секоја година усогласување без притоа да ги уценуваме пензионерите дека треба да гласат за да добијат зголемени пензии. Трета направена работа која што им дава сигурност на пензионерите дека секоја година ќе добиваат зголемени пензии. Дополнително, еден податок што не сме го кажале до сега, во овој момент над 35.000 пензионери ги имаме изнесено од прагот на сиромаштија. Според Светска банка, прагот на сиромаштија кој што е предвиден во апсолутен износ е некаде од прилика 14.000 денари приходи. Велам 35.000 пензионери се однесени нагоре, добиваат пензии повише од 14.000 за помалце од година дена. Тоа е успех. Тоа сме го ветиле. 4. Во енергетиката обезбедевме струја, иако покрај енергетската криза сите викаат дека нема да можете да испорачате, дека ќе имаме кризи, ќе имаме, не знам, фрапантни цени за домаќинствата. Осигуравме електрична енергија, осигуравме топлинска енергија за цел град Скопје, не дозволивме да има крах на енергетскиот систем. И таму го кажав податокот, дозволивме да им олесниме на сите граѓани да товарот не биде на нив, туку ги субвенционираме. Секој еден граѓанин на нашата држава, 1.836.000 попишани наши сограѓани, годишно во 2022 добиваат по 6.800 денари на нивните субвенција со тоа што државата ја плаќа сметката за електрична енергија за нив. Или по семејство 21.000 денари. Тоа е помош. Некој ќе каже зошто тоа што е од прилика 300 и нешто евра, 335 евра по семејство, зошто тоа не е 1000 евра? Затоа што таква е нашата структура, толку е нашиот фискален капацитет. Дополнително помогнавме на сите компании во енергетиката да продолжат да инвестираат, поддрживме компании за нивните инвестиции. Јас се гордеам со мојот податок и со моите колеги за само 3 години. Поддржуваме 600 компании, домашни и странски. Само во мојот кабинет со навистина голем инвестициски циклус кој што е во временски период од 5 години. Памтите, пред само 6 години, до 2016 година, имаше роудшоу низ целиот свет. Наши јавни пари се трошеа за да се донесе една компанија. Вкупно 15 беа донесени во државата. Потрошени 250 милиони евра наши пари. Ние со нула промоција за привлекување. Со нула промоција. Нула трошоци за роудшоу низ светот. Нула трошоци за промоција во Financial Times или во други, во New York Times. Нула. Затоа што тие пари се на граѓаните. Обезбедевме во овој момент да имам 630 компании кои што ги поддржувам
со парите на граѓаните, за да продолжат да креираат нови работни места. Македонски компании. 97% македонски компании, 3% странски компании. Така се сака татковината, така се работи. Тоа е тоа што треба да го прави една власт. И имам ни за уште. Се согласувам дека можеби не секогаш вака на граѓаните им ги кажуваме и можеби граѓаните очекуваат. Дури и јас понекогаш очекувам да брзината на која што работите ќе бидат направени биде многу побрза. Но научен сум секогаш да кажам добро да видиме дали ова максимум што можеме да го направиме. Има една, се извинувам, има една, ми се чини мој впечаток е дека има една мала дилема меѓу граѓаните, што е работа на владата, а што на компаниите во кои што работат, да обезбеди подобар стандард и плати за граѓаните кои што работат во тие компании. Се чини дека владата често е ставена во една ситуација на да баре компромис на чија страна ќе претегне, бидејќи зголемувањето на платите не секогаш радо го прифаќаат компаниите и кога веќе говоревте на почетокот за европските интеграции и за ова што велите дека поттикнувате или стимулирате домашни компании до кога со влезот во Европската унија, дали тие ќе се соочат реално со отворен пазар или не. Оти ние сега немаме чист либерален пазар. Значи, Сите се борат да работат со власта, да имаат бизнис со државата. Не се согласувам дека имаат бизнис. Значи, има неколку прашања и неколку одговори во вашето прашање. Прво, зошто ги помагаме компаниите е за да они станат поконкурентни. Станувањето на поконкурентни како компании значи дека се поспремни во моментот кога ќе се случи влезот во Европска унија, тие да бидат подготвени да се носат со компаниите кои што се во Европска унија. Тоа е првата работа. Второ, да генерираат нови работни места, подобро платени работни места, со тоа што внесуваат нови технологии во своето производство, со тоа што заради новите технологии стануваат поконкурентни. И тоа е императив. Ние мораме да креираме нови работни места и подобро платени работни места. И третиот одговор на вашето прашање е дали правиме компромис помеѓу бизнисот и работниците. Не правиме. Ние сме социјалдемократска влада, за нас животниот стандард на работниците е на прво место. Но при тоа ние сме повикани да креираме овозможувачка околина за да бизнисите можат самостојно да растат и при тоа да бидат во позиција да може да платат плати за кои што ние се залагаме, а тоа да се достоинствени плати во приватниот сектор. За кои бизниси говорите? За генерално што секоја влада се држи до големите бизнисмени? Не, запоставувајќи ги малите, кои што често најмногу страдаат од сите даночни системи кои што беа измислени, тие најмногу беа неподдржани. Имате ли вие сознание колку граѓани генерално се вработени во големи компании, а колку во тие мали и средни предпријатија? Да. И кои ги чувствува проблемите или потешкотите? Носителите и на бројот на вработени, тоест на страната на колкав е бројот на работни места што генерираат микро, малите и средните предпријатија, наспроти големите е на страната на микро, малите и средните предпријатија. Зошто се тие задоволни од даночната политика? Зашто тие сметаат дека најмногу тешко? Не се согласувам затоа што даночната политика во нашата држава е една од најдобрите даночни политики во целиот регион. Издатокот во име на даноци во нашата држава е далеко пониско на тоа што го има во регионот. Дури ако се споредиме со земји членки на Европска унија, дали се тоа нови земји членки или постари земји членки, не е за споредба. Затоа што тоа што ми се случи. Но се жалат од прогресивниот, малите се жалат од ранниот данок. Ја не знам се кој се жали, меѓутоа гледам дека затоа владата треба е повикана и таа е таа која што е повикана да го објасни се во ова и да направи праведен систем, даночен систем. Ние сметаме дека дури повлекувањето на воспоставувањето на прогресивното даночување заради дополнителни консултации со целата јавност, сметам дека е добро
особено затоа што во период на криза вие не можете насила некои одредени работи да ги направите, затоа што негативниот ефект, последиците може да бидат многу поголеми и ние кажавме да, ќе се повлечеме од сето тоа, затоа што се уште не сме спремни, нит владата, нит општеството тоа да го прифати. Но, мислам дека јас сум бил на страната на бизнисот, сум работел во стопанските комори, сум ги застапувал нивните интереси, сега сум на страната на владата. Дури некојаш ми велат дека сум доста критичен кон бизнисот, затоа што знам како се сите однесуваат. Ја не сакам да моите некојаш изјави кон бизнисот се генерализираат. Исклучоците не го прават правилото. Ние имаме исклучоци во бизнес заедницата на неетичко. На вас, господине. Они можат да бидат. Кога полемизирате во јавноста, доаѓаат луѓе од коморите, како сите комори да се уротени против тоа што вие го правите. Секоја што тоа е некој да дојде што е задоволен од фирмите за кои што ги поддржувате. Па да, ние имавме многу интересна, една од коморите излезе дека е добро да ги поддржиме со електричната енергија, да им ја даеме по пониска цена на прехранбената индустрија. И ми беше многу интересно. Ги прашав другите комори, зошто вие не излезете јавно, и едното рече, па не знам, тоа не е најдобро. Реков, не, затоа што вие немате никого во прехранбената индустрија, затоа не го кажувате, не ве боли. И веројатно треба да избереме сектор кој што вие највише го застапувате. Значи, па не беше баш така во времето на Груевски. Па да, не, во времето на Груевски веројатно, затоа што тогаш бев јас во коморското работење, малце потешко беше ни да се приближите да зборите со владата. Дури не е анегдота, туку е вистина. Ја до душа сум малце по-принципиелен од луѓето кои што колку мислат и конзистентен во моите ставови. Имавме еден интересен настан тогаш, не викна во Груевски, во Александар Палац и собра 600 компании и сите аплаудира. Јас како директор бев повикан, реков не идам, затоа што не идам да молам за нешто што ни припаѓа. И тогаш беше интересно, рече, стана одредени компании и комори рекоа, ама ни должите за ДДВ-то 180 денара до 240 е времето на чекање за ДДВ. И Груевски кажа, Ставревски, утре ќе го исплатиме ДДВ-то назад. И сите, браво, така треба. Денеска го исплаќаме 30 до 60 дена, колку што е законскиот рок. Втора, шеста работа што сме ја исполниле во нашиот мандат. Но, дури кога ќе исплатиме и ќе вратиме ДДВ за 60 дена, вела дека тоа не е доволно. Тоа го заслужува, така. Секако затоа што е законски. Да, се согласувам. Бидејќи законот пропишува, ние ќе го обезбедиме. И што правиме? Само го кратиме. Но, драги мои стопанственици и сограјани, кога ќе скратите период на враќање на ДДВ од 240 дена на 60 дена, тоа е за стотици проценти кратење на периодот на враќање на ДДВ. Тоа значи директна помош на тие и враќање на тие кои што секако тие средства им требаат. И дополнително, замислете, ние веќе трета година поред го враќаме ДДВ-то на граѓаните. Дел од ДДВ-то, преку апликацијата Мој ДДВ, ја враќаме граѓаните. Никој не ја дискутира. Ама нема лотарија. Нема лотарија. Значи нема бројче која што ќе ја земеме во штабот и веројатно ќе не излечат. Тоа се во 3 години над стотици милиони евра вратени кај граѓаните. Но не да го дискутираме, затоа што луѓето го заслужуваат, го добиваат и велат дека така е, треба да се добија. Значи, седма работа што сме ја направиле. Не мислам дека еднорипната, петата, шеста може да беше. Не, петата беше енергетика, шестата беше со повратот на ДДВ кај компаниите, седмата кај граѓаните. Рековте сте социјалдемократска партија. Меѓутоа, рековте ги подготвувате фирмите и компаниите и граѓаните веројатно за големиот пазар на Европа, за либерализацијата.
но некако земавте голем залак, се субвенционирате. Земјоделци нема нешто што не е субвенционирано, од зелка до тутун, до ориз, оризовар. Големите бизниси, малите бизниси, значи не знам кој не е субвенциониран. Новинарите, медиумите. Тоа се, веројатно, мислам дека така не се издржува така и не се согласувам, се е тоа сите политики се целосно усогласени со директивите на Европска унија. Ова малку граѓани го знаат дека се што правиме за компаниите е целосно усогласени со директивите на Европска унија. Дури јас сум среќен што го координирам секторот на инвестиции и мислам дека кога ќе почнеме сега со преговорите ќе бидеме навистина добро оценети, затоа што тешко е да најдете исклучок во нашата држава кој што работи против правилата и против законите за контрола на државна помош, а која што е закон целосно усогласен со директивите на Европска унија за контрола на државна помош. Добро, 7 точки ги надаме дека сте ги направиле. Што не сте направиле? Има 5, 2. Што не сме направиле? Многу долго мислите. Да, мислам се. Се мислам што сме кажале дека ќе направиме, а не сме направиле. Прогресивното доначување се уште не сме го направиле. Ја останувам дека ако не служи среќата со кризите, затоа што у 2020 имавме криза, 2021 криза, 2022 криза, ако не служи среќа да у 2023 конечно забравиме за кризите, сметам дека треба да се вратиме на прогресивното доначување, затоа што е тоа праведно и правично одоначување и сметам дека тоа ќе бидам најсреќен со тоа што сме испорачале. Чекајте, реков дека сте надлежен за инвестициите и еден од нашите последни интервјуа беше ми зачини пред една година. Говоревме за патишта, за инфраструктура, за капитални инвестиции, за пруги и така натаму. Нешто почна од пругата кон Бугарија, од коридорот 8, но вие тогаш имавте големи планови. Што стана со гасоводот, поврзувањето со интерконекторот? Да, Турција тогаш една година порано да биде. Бугарите не претркаа или они порано влегува во игра? Не. Имаме ли сега доволно газ и каде ќе се складира? Малку има прогрес на сите страни. Еве, на 95% сме, 98% извинете, на гасоводот во државата, на главниот гасовод внатре, како го викаат, обрачот, главниот обрач на гасоводот. И тоа е направено. Остануваат уште малку километри тоа да биде финализирано и сметам дека до секој главен град поголем град во државата ќе има газ. Кој ќе дојде гасот? Не, гасот го имаме преку интерконекторот за Бугарија. Тоа што направивме е, иако некогаш некој навидум дал алтернатива на нашата држава со тоа што обезбедил газ, едноставно рекле дека тоа што го добиваме само гасот од Русија преку Газпром и тоа што целиот гасовод е резервиран од на страна 100% до 2030 дека е добро. И ние тоа што направивме, ослободивме, тоест го зголемивме капацитетот на дотур на газ преку истиот интерконективен гасовод за 30%, за одредени количини, за да овозможиме газ надвор од гасот на Газпром и рускиот газ да може да дојде во државата. И тоа доаѓа. И тоа ќе доаѓа. Дали на некому тоа се допаднало или не, државата мора да креира алтернативи. Дополнително заврши маркет тестирањето кое што е клучен помеѓу двете земји, Северна Македонија и Грција, за интерконекторот со Грција, и он во 2023 ќе биде изграден и почетокот на 2024 ќе стигнат првите количини на газ од Грција. Втората алтернатива за газ. После 30 и некоја година независност на државата. Во енергетскиот систем направивме се што е возможно да се направи околу легислативата и веќе имаме во напон лиценцирани и во напон 141 мегават час електрична енергија произведено од обновливи извори на енергија, 97 мегавати од соларни паркови, тоест од сонце,
околу 37 ветерници и другите се мали хидроцентрали и 2 мегавати мал капацитет на биогаз. Целосно диверсифицирано. Не од германците, тие големата 400 мегавати. Тие очекуваме веќе почетокот на годината, ги дискутираме, веќе сме при крај со преговорите за лично јас со моите колеги ги водиме преговорите, при крај сме со преговорите со француската инвестиција, тоест соларниот парк во Штип Свети Николе, Стипион, ветерниот парк Вирови, тоа е на североисточниот дел од државата, и третата е една нова гасна централа во регионот на Скопје, кој што ќе обезбеди електрична енергија дополнително за државата и топлинска енергија дополнително за граѓаните на Скопје. Нафтоводов од Грција? И сега овие се 3 работи, се очекувам почетокот на годината да влеземе во собрание со решењата. 1,1 милиарда се инвестициите во овие, само во овие 3 инвестиции. Нафтоводот со Грција, сите технички припреми се направени, работиме на подзаконските акти. Тој беше поврзан со еден процес, тоа е арбитражниот процес, кој што го доближуваме при крај, дури имаше пред одредени дена, пуштивме соопштение од страна на владата, ни стигна прелиминарна одлука од арбитражниот суд на исходот, за разлика од одредени времења, иначе така е кога ќе превземеш нешто од немукајат, како го викаме народски, од некој што го има направено или склучил погрешен лош договор, но 50% од побарувањето кој што они ги има, стигнавме да ги намалиме и арбитражниот суд во суштина, јас гледам на позитивната страна, досудила дека ние сме во право. Дополнително, они има уште низа на побарувања, да бара побарување до 2019 година, без разлика што има прекинато со работа во 2012 година, судот не им ги досудува тие права, и тоа е една победа, ретка победа на нашата држава пред арбитражните судови. Кога говорите за капитални инвестиции, спаѓаат и патиштата и пругите, и вие ми се чини дека рековте оти веќе нема да може да стојат во папки одредени проблеми, дека тоа ќе се компјутеризира и дека бргу ќе оди, дека капацитетите за реализација на капиталните проекти заглавуваат заради бирократија и неспособност во предлагањето, ако добро рака на памет се сеќа. Тоа се надмина како сега тоа функционира, бидејќи секогаш кога станува збор за буџет и капитални инвестиции, тие не се завршували како што треба. Не, ги гледавме кризи имаше една друга трета. Секако, но ги гледавме бројките во апсолутен износ. 2021 е една од најдобрите години наназад 15 години. 2022 исто така ја пристигнува 2021 во апсолутен износ, значи ние ќе стигнеме скоро на 24 милиарди денари капитални инвестиции или 400 милиони евра капитални инвестиции во една година, надворот вон буџетските инвестиции, кои што ни народот, ни експертите одредени не ги воопшто прецепираат, а тоа се инвестиции кои што се прават преку јавното предпријатие за државни патишта. Заедно со нив некаде 600 милиона и ние воспоставивме една единица, ја викаме единица за следење на инфраструктурните проекти со посебен софтвер, таа е кај премиерот во склоп на единицата за испорака на резултати, delivery unit, во која што се гледаат сите капитални големи инфраструктурни проекти до кај развојот. Следната година ќе биде една од најдобрите години во капитални инвестиции, токму заради целосното реструктурирање на начинот на како се пристапува и во проектирањето, но и во самото спроведување. Сметам дека јас секогаш повикувам на разум, на различните страни, но во јавниот сектор не повикувам на разум, повикувам само на професионалност и ништо друго. Само уште едно прашање, што ве заборави да ја прашам и ќе завршиме.
Се сеќавам на Facebook имаше една слика кога бевте во Лондон во Rolls-Royce. Што стана со таа инвестиција? Што требаше да се случи? Не, во Лондон бевме за неколку работи, а тоа бев заедно со представници од Македонската академија на науки и уметност, затоа што сметам дека мораме да гледаме каде нормалниот свет се развива. Што зборува, за кои се предизвиците во следните 20-30 години, особено во периодот на енергетска криза, и таму не бевме само со кај Rolls-Royce, бевме и кај некои други компании и со представници на владата, зборувавме што се предизвиците во енергетскиот сектор. Не станува збор за обид за... Гледавме што нудат во секторот на енергетика. Rolls-Royce иначе се пионери во развојот на малите модуларни реактори, кои што се замена за големите нуклеарни централи низ светот. И најверојатно тоа ќе биде иднината во диверсификација и независноста во енергетскиот сектор во светот. Колку тоа скора иднина? Веќе следната година првата мала модуларен реактор ќе биде инсталиран во Англија, во Велика Британија. И ние разговаравме која е технологијата, како може да ја развиеме таа дискусија. Еве за прв пат можам да кажам дека дури со размислување како Македонија може да се стави на мапата, евентуално на таков начин да ја добие независноста во енергетскиот сектор, иако за некого може тоа да изгледа невозможно, ние со тоа што сме предусловите ги исполнуваме, земја членка на НАТО, земја која што наскоро ќе стане дел од Европската унија, сметам дека конечно можеме да направиме нешто добро за новите поколенија и да им оставиме нешто наспроти олтајмери кои што ни се оставени. Благодарам што бевте гостин. Благодарам и на вам.